Па луѓе мои, конечно се случи тоа што најмногу посакував, конечно го остварив мојот сон и го купив мојот прв мотор. За жал не успеав да снимам како изгледаше купувањето на моторот, бирањето и сите тие работи. Но пред да откривам кој мотор е малку да се повозиме, да ви раскажам како беше купувањето, пошто не успеав да ви снимам. Зошто го купив тој мотор? Зошто баш него го одбрав? Зошто не сум купил нов некој? Веќе го имам од прилика 7 дена. Имам поминато само 50 км, нема да кажувам како е добар или лош, но ајде одиме да се повозиме, па да ви раскажам све. Може да тргнеме. И еве сме, сега искочиме веќе на улица и сега можам веќе да ви кажам како све се случи, како го купив моторот. Целата приказна за купување на мојот мотор е многу интересна. Истражував доста време, можеби месец и пол, два, за кој мотор да се одлучам, нели, гледам искуства, рецензии, гледам YouTube видеа, повеќето видеа што ги гледав и нели разговори со искусни луѓе што се во мотосветот и форуми, сите водат кон едно име. Тоа е Honda NC7. Вално сите, да не се разбереме погрешно, но повеќето луѓе, кога ќе им кажете дека сте почетник и дека сакате да влезете во мотосветот и да имате мотор кој што барем додека не стекнете искуство го возите, одржувате, некој мотор кој што ќе ви биде многу ефтин за одржување, барем така како што ми кажуваат, се уште не знаеме. Ќе видиме нели тоа, ќе дојде редот и за одржувањето и за потрошувачка, како се понаша по патот и ќе видиме буквално све што треба за овој мотор. Тек е ова само почетокот, тек само што го купивме, како што кажав, како што напоменав, купив Honda NC700. Моментално што ја гледате е тоа моторот, буквално ова е првиот ден кога моторот го купив. За жал немам снимено целиот процес на купување, но ќе ви раскажам накратко, многу интересна приказна. Мојата одлука беше, сакав да купам јас првично нов кинески мотор. Нема да ги набројувам брендовите кои сум сакал, бев да гледам во сите салони бев. И од оние кинески брендови ги гледав што се водат како ова италијански, ова има BMW машина, ова има, значи луѓе, да, може делумно се прави некои делови за BMW во тие мотори, но дека тоа е BMW квалитет, чисто се сомневам. Но да не се оддалечуваме од темата, тоа е сосема друга тема за разговор. Сите ми даваа совет за прв мотор, земи нешто што нема да биде премногу јако, нешто што ќе биде доста удобно за возење, нешто што малце ќе троши, мада за ова задоволство се знае дека секој мотор што ќе го купите тоа се води како дел луксус. Но ја не го гледам тоа така, ја го гледам од прво потреба, затоа што нашиот град све повеќе и повеќе наликува на Италија, за да мораш да функционираш со мотор. За од аеродром да стигнеш до центар, понекогаш губиш и 40 на минути, така да мислам дека моторот веќе станува и потреба, дека не е само луксус. Но ќе го ставиме настрана тоа. Како го купив ја овој мотор? Покрај секој истражување и све што гледав, све ме наведуваше на брендот Honda и тоа конкретно за моделот NC700, секако и беше наведен и NC750X. До сумата што сакав јас да купам мотор, или сепак финансиите се ограничени, се одлучив за Honda 700X. Гледав многу брендови, гледав Transalp, но тој беше доста постар. Гледав Suzuki V-Strom и тој беше постар, гледав Kawasaki Versus, но сите тие мотори беа доста постари од што Хондата и беа ценовен рак околу 5.500-6.000 евра. Ја го купив од мој, да кажам, ајде познак, близок човек, сосема случајно. Одлучувам јас да гледам Honda NC700X, отварам на огласите и налетувам токму на овој мотор објавен, само можеби 1-2 сати пред да ги отворам огласите. И се јавувам јас на бројот, разговараме за моторот, го прашувам, моторот беше со 37.000 поминати, не знам точно, ќе ви наведам во некој друго видео ќе правиме. Иако 37.000 изгледа како вау, тоа е многу километража, верувате дека не е, затоа што овој беше единствен мотор на огласите во тој период што беше со таа километража. Останатите беа со 100.000, 98, 80.000. Не ме плашеше тоа што е со 37.000, знаејќи дека
моторот е купен од тука од Макпетрол, дека моторот е одржаван добро, дека е многу внимавано на него. Моторот изгледа буквално, ако забележавте, изгледа буквално како нов. Претходниот газда му има сменето ланец и звезди, гумите се доста солидни и улјето што туку беше сменето, така да нема да имаме потреба од дополнителни инвестиции и да продолжиме кај што застанав. Се јавам јас на огласот, се договараме, дознавам веќе за кој е од другата страна на линијата и се договараме да идам да го видам моторот. Пред тоа гледав многу мотори, но кога седнав на овој мотор, буквално само кажав да, ова е мојот мотор. Толку многу удобно ми беше седнувањето, не ми беше висок да се допирам како балерина. Не ми беше или пак низок па да ми се свиткани колената. Буквално моторот како скроен за мене. И тоа беше едно интересно искуство за мене. Го купив моторот, во истиот ден отидов да го регистрирам и му извадив зелен картон, пошто целта ни е да патуваме малце со него. Секако прво ќе почнеме од некои поблиски места. Ќе ги објавувам сите видеа, сите мои тури, сите мои искуства, како го навикнувам моторот, што има проблем, пошто мислам што проблем има во смисла што му недостасува и што се неговите предности. Но за сега имам само поминато можеби 50 на километри, затоа што туку го купив нема ни една недела. И мора да ви кажам уште едно нешто, имам направено цел туторијал, моторот ги доживеа првите измени. На моторот се поставени халогенки и имам снимено цел туторијал од нула до монтажа, буквално до самиот крај, како се наместени, како изгледаат. Така да пресреќен сум за овој мотор, се надевам дека долго ќе ме служи. Да, заборев да ви кажам, направив уште една церемонија за моторот. Кој што може да видите, моторот го однесов прв пат што почнав да го возам, го однесов во црква да го осветат, затоа што сум јас таков си верувам во Бога, сакам да и моторот да ми биде осветен. Го залепивме и Божиот знак. Така да сега ќе одиме да го испереме и да ви снимам како изгледа и би ве замолил за поддршка, да ставите лайк, субскрайб, претплатете се на каналот. Вашата поддршка ми е доста потребна, нели, за продолжам ова што го правам да го правам. Имам доста интересни рути каде би одел, што би правел, секако ќе видите во продолжение, но прво ќе следува видеото туторијал како ги наместив јас лично халогенките. Сега идеме да го испереме моторот, ќе одиме до перална да го исперам и да ви снимам неколку кадри од него за да го видите. Моторот буквално му се смени целиот личен опис.